Благодарам, председателе, почитувана заменик министерке, почитувани колеги пратеници. Денес пред нас е предлог законот за инспекцијски надзор во животната средина. Генерално, овој закон представува еден добар почеток за решавање на овој голем проблем околу инспекцијските служби и нивните надлежности. Овој закон за инспекцијски надзор во животната средина е со цел организирање на поефикасен и уедначен систем на инспекцијскиот надзор во животната средина на целата територија на Република Македонија, а воедно и за исполнување на барањата кои произлегуваат од правото на Европската Унија во однос на инспекцијскиот надзор во животната средина. Законот има за цел зајакнување на административните капацитети за спроведување на инспекцијски надзор, воспоставување на систем на инспекција во животната средина кој ќе ги следи долгорочните стратешки цели и приоритети предвидени со стратешкиот документ од областа на животната средина, координирано повеќегодишно планирање на инспекцијскиот надзор на централно и на локално ниво на целата територија на Република Македонија. Затоа го поздравувам носењето на овој закон. Нацрт законот за инспекцијски надзор во животната средина беше подготвен уште во 2016 година. Доцнењето на донесување на овој закон континуирано се нотира во извештаите на Европската комисија како негативна забелешка и обврска која не е исполнета, и затоа е добро што после толку време конечно ќе се пристапи кон решавање на овој проблем што ги засега сите граѓани, затоа што подобрувањето на животната средина е потреба на сите нас. За ова законско решение беше организирана јавна расправа во јули 2021 година, на која беа изнесени забелешки и коментари во насока на подобрување на предлог законот, и дел од тие забелешки се преточени во ова законско решение. Но тука морам да констатирам дека за текстот на овој закон има уште доста забелешки, и затоа како пратеничка група ќе поднесеме неколку суштински амандмани со кои сакаме да го подобриме текстот на законот, а еден од позначајните е и предлогот Државниот инспекторат за животна средина да организира тренинг центар за реализација на специјализирано стручно оспособување и усовршување на инспекторите. Ова е со цел за зголемување на нивото на обученост и спремност на инспекторите со прописите од животната средина и поефикасно работење. Исто така, до нас како пратеничка група стигнаа забелешки од граѓанските организации, за истите ќе се изготват амандмани преку кои ќе интервенираме во текстот на овој закон со цел да го подобриме што е можно повеќе овој текст на закон, и со тоа да допринесеме да се донесе едно подобро законско решение еднаш за секогаш да се реши овој проблем со уедначување на инспекцијскиот надзор и надлежностите на инспекторите. Затоа што работата на инспекцијските служби во животната средина има голема важност во превенција и санкционирање на дела што доведуваат на деградација на природните ресурси. Ефикасното планирање на редовните инспекцијски надзори овозможува правилно насочување на ресурсите и следење и контрола онаму каде што е најпотребно. Редовните надзори треба да се планираат според проценката на ризикот која прават инспекторите и тежината на штетните последици врз заштитените добра, животната средина и здравјето на луѓето. Сепак, голем број од извршените инспекцијски надзори во изминатата година биле вонредни, што значи дека инспекторите наместо превентивно реагирале реактивно, односно од кога ќе настанела штетата, после тоа се вршил инспекцијски надзор. Во голем број случаи надлежноста не е само на инспекторатот и потребно е да се вршат координирани надзори,
Затоа се случува заради стварна или привидна ненадлежност инспекторите да се изземаат и да не биде спроведен надзорот. Во отсуство на соработка помеѓу надлежните инспекторати со другите институции, не се обезбедува сеопфатност на надзорите, што пак води кон низок степен на казнивост на прекршителите. Поради ваквите недостатоци и отсуството на казнивост, нас на терен ни се случуваат еколошки катастрофи со кои се загрозува животната средина, а за тоа никој не одговара. Ќе наведам неколку примери кои ќе го потврдат претходно кажаното. Како прво ќе земам еколошката катастрофа што се случува во Струга, за која никој нема сносена одговорност, а тоа е зачестеното палење на трските во Охридското езеро, што се случува секоја година, со што се причинува огромна штета на екосистемот на Охридското езеро, а со цел понатака тој дел од езерото подоцна да се насипа и да се претвори во градежно земјиште, на кое што ќе никнуваат разни дивоградби, од кои што некој длабоко ќе профитира. Понатака ќе ја спомнам и депонијата во Стругав, не знам по кој пат ја спомнувам, која требаше веднаш по преземањето на власта од страна на СДСМ да се дислоцира, но гледаме дека 5-та година од тоа нема ништо и не се решава овој проблем и се уште се одлага отпад на оваа дива депонија, што ја загрозува животната средина на еден цел град. Исто така не е само оваа депонија, туку депонии никнуваат секаде околу градот, бидејќи никој до сега не е казнат за фрлање на отпад и за загрозување на животната средина. Како што видовме изминатиот период од преземањето на власта на градоначалниците на ВМРО ДПМНЕ, депонии немало само во Струга, имало и во многу градови во Република Македонија, но кога се сака да се работи, тоа може да се реши и проблемот, така да голем дел од овие диви депонии се исчистија и се подобри во тој дел животната средина, но проблемот се уште е актуелен и во тие средини, бидејќи има несовесни граѓани кои и понатака одлагаат отпад и на тие исчистени локации, бидејќи остануваат неказнети, нема редовни инспекцијски надзори, нема казнување и проблемот се повторува. Но дел од решавањето на овој проблем не се само инспекцијските надзори и нивната ефикасност, туку и реализирањето на проектот за изградба на регионални депонии во кој што и тој смет би се одлагал, затоа што во немање на решенија луѓето мора некако да се снаоѓаат, па ето за жал се снаоѓаат така што одлагаат каде ќе стигнат на фрлаат отпад. Оваа деградација на животната средина се случува исто така и поради тоа што инспекторите немаат доволни ингеренции или не се знае на кои се ингеренциите за постапување, дали на Државниот инспекторат за животна средина или на локалните инспектори кои што се вработени во локалните самоуправи, а исто така и од нивното префрлување на ингеренциите и на надлежностите, така сторителите на овие еколошки катастрофи остануваат неказнети и нас повторно ни се актуализира и ни се врти во круг овој проблем. Затоа се надевам дека Министерството, ето тука е заменик министерката и владеачкото мнозинство ќе ги прифатат нашите амандмани кои што ќе дојдат во второто читање во амандманската расправа и исто така и забелешките од граѓанските организации и сите заедно ќе донесеме едно издржано законско решение кое конечно ќе го реши овој проблем и ќе се спроведе во пракса, да не остане само на хартија, со што конечно ќе се стопира нарушувањето на здравата животна средина која што ни е потребна на сите нас. Ви благодарам.